Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Мудрост Сирахова, 29 глава. Кој зајмува, пројавува милост спрема ближниот свој. Кој му помага, заповедите ги извршува. Заем, давај му на ближниот свој, навреме враќај му што ти позаемил. Честно опази го зборот свој и биди верен, и секогаш ќе најдеш се што ти треба. Многумина заемот го сметаат како придобивка, со тоа ги огорчуваат оние што им помагале. Рака целива додека не добие, заради парите на ближниот понизно зборува. Денот на враќањето го одлага тој, се оплакува и вината на тешки времења ќе фрла. А ако може, половина ќе врати и тоа како придобивка ќе му го смета. Ако пак не може, заемодавацот го лиши од парите и непотребно во него непријател добил. Тој ќе му плати со клетви и навреди, а место почест, понижување ќе му врати. Токму поради тоа, многумина не сакаат заем да даваат, се пазат попусто загуба да не претрпат. Но ти, кон понизниот, милостив биди. Не оставај го предолго да чека. Заради Божјата заповед на сиромавиот помогни му. Ако нешто му треба, со празни раце не оставај го. Подобро е парите да ги фрлаш за братот и пријателот, отколку да пропаѓаат и да гнијат под камен. Богатството твое, употребувај го според заповедите на Севишниот. Тогаш тоа ќе ти донесе поголема полза од самото злато. Вложи ја милостината во својата ризница и таа ќе те избави од секоја неволја. Подобро ќе те штити од непријателот твој, отколку тешкиот штит и острото копје. Добриот човек ќе се застапува за ближниот свој, а оној што изгубил чувство за срам ќе го остави. Не заборавај ги добрите дела на оној што се застапил за тебе. Душата своја тој за тебе ја дал. Грешникот не се грижи за застапникот свој, неблагодарниот го заборава избавителот свој. Застапувањето за други уништило многу богати луѓе, како бранови морски ги разнело. Богати луѓе е изгонило од нивните домови, тие скитале меѓу други народи. Грешник кој станува застапник, барајќи придобивка, по судови оди. На ближниот, помогни му колку што можеш, но внимавај и ти да не пропаднеш. Главните потреби за животот се водата, лебот, облегата и куќа срамотијата да ја покрие. Подобро е да живееш сиромашно во дрвена колиба, отколку во туѓа куќа раскошно да се гостиш. Биди задоволен и со малку и со многу, и нема да слушаш укори од домашните. Тешко е да одиш од куќа во куќа, каде и да се сместиш, не смееш уста да отвориш. Ќе гоштеваш со јадење и пиење, и благодарност ке немаш, па дури навреден ке бидеш и ке чуеш. Дојди туѓинецу, трпеза приготви, ако имаш нешто тајни, нахрани не. Или, туѓинецу, оди си, братот мој нагости ми доаѓа, куќата ми треба. За разумен човек, тежок е укорот за дадениот послон, во куќа и прифрлување за направена услуга. Мудрост Сирахова, 30 глава. Кој синот свој го сака, често го казнува, та на крајот да му се радува. Кој синот свој добро го воспитува, помош ке има од него.
меѓу своите познати со него ќе се фали. Кој синот свој го поучува, предизвикува завист кај својот непријател, а пред пријателите ќе се радува поради него. А кога умре неговиот татко, како и да не умрел, зашто сличен на себе оставил. Додека живеел, гледајќи го, со него се радувал, а на умирање не се натажил. За непријателите тој одмаздик оставил во него, а за пријателите син што благодарен ќе им биде. Кој синот свој го милува, раните негови ќе ги лекува, а од секое неговкање срцето ќе му се потресува. Нескротен коњ останува див, а запуштен син станува тврдоглав. Разгали го твоето дете, тоа ќе те вчудовиди. Играј си со него и тоа ќе те ожалости. Не смеј се со него, за да не плачеш со него и најпосле со зъбите чкрташ. Не давај му слобода во младоста. Грешките негови не простувај му ги, за да не биде бунтовен и непослушен. Воспитај го синот свој и внимавај над него, за да не те окорчуваат неговите непристојни постапки. За здравието. Подобро е да си сиромав, здрав и силен, отколку богат со истоштено тело. Здравието и силата на телото поскапи се од злато, и крепко тело подобро е од неизмерно богатство. Нема богатство поголемо од здравието на телото, ниту радост поголема од радоста на срцето. Подобра е смртта од тажен живот и постојана болест. Добри јадења, принесени пред затворена уста, исто се што и јадењата ставени на гроб. Зошто му се на идол жртви? Тој ни јаде, ниту мириса. Така и со оној кого Господ го прогонува. Со очите гледа и воздивнува, па е сличен на скопец, кој девојка милува и воздивнува. Не предавај се на жалоста, со мрачни мисли не измачувај се. Срце весело, живот е за човекот, а радоста животот му го продолжува. Сакај ја својата душа, утешувај го своето срце, прогонувај ја жалоста. Жалоста многумина убила, никаква корист од неа нема. Љубомората и гневот животот го скратуваат, грижите носат предвремена старост. Искреното и добро срце и за храната своја се грижи. Мудрост, Сирахова, 31 глава. Грижата за богатството телото го урива. Копнежот по него, сонот го прогонува. Постојаните грижи не даваат демка, а тешката болест сонот го одзема. Богатиот се трудел кога богатство собирал, кога се одмора се насладува со имотот свој. Сиромавиот се измачувал во немаштија, а кога се одмора во беда запаѓа. Кој злато сака, не останува без грев. Кој по гнилежот трча, со гнилеж се исполнува. Поради злато, многумина паднале, неизбежна е нивната пропаст. Тоа е дрво за сопнување на оние што жртви му принесуваат. Секој неразумен лесно се сопнува. Блазена богат, што останал чист и кој по злато не трча. Но кој е тој, за да го прославиме? Тој направил чудо меѓу народот свој. Кој бил искушуван од него и останал невин? Затоа му припаѓа секоја чест. Кој можел да греши, а не грешел? Кој можел да направи зло, а не го направил? Богатството негово трајно ќе биде. Собирот народен за добрините негови ќе зборува. Кога ќе седнеш на богата трпеза, не отвори го грлото свое широко кон неа. И не вели: многу има на неа. Помни дека лакомото око е големо зло. Има ли меѓу се што е создадено нешто полошо од око лакомо? Затоа тоа солзи рони по се што ќе види. Каде што тоа гледа, ти не пружај рака. Не судрувај се во чинијата со него. Помисли за потребите на оној до тебе.
Се што правиш, размислувај. Јади како човек што ти е принесено. Не прејадувај се, за да не те намразат. Од пристојност, прв престани да јадеш и не биди лаком, за да не ги соблазниш и другите. Ако седиш со мнозина, прв рака пред нив не пружеј. На добро воспитаниот ти малку му е доволно. Тој не се измачува на постелата своја. Добар сон има оној кој умерено јаде. Рано тој станува и полне со свежина. Лаком човек од несоница, од мачнина и од болки во стомакот страда. Ако си се пријал, стани од трапезата и полесно ќе ти биде. Послушај ме, синко мој, не заборавај, отпосле зборовите мои ќе ги разбереш. По сите работи предпазлив биди и никаква болест нема да те снајде. Штедриот на леп сите ќе го фалат, траен е и споменот за неговата добрина. Против стегнатниот на леп градот ќе негодува, за неговата стегнатост верно е сведоштвото. Не покажува јунаштина во виното, зашто виното многумина погубило. Како што во печката се проверува острицата на челикот, така во виното срцата на горделивите прику пијанство. Виното е корисно за животот на човекот, ако се пие умерено. Каков е животот без вино? Тоа е направено за веселба на луѓето. Виното е радост за срцето и утеха на душата, ако се пие умерено и навреме. А жалост е за душата кога многу се пие, кога се пие со страст и гнев. Пијанството од виното ја зголемува жестокоста на неразумниот. Силата негова ја одзема и му ги умножува раните. На гоштевка при вино не прекорувај го ближниот. Ако е весел, не подбивај се со него. Ништо лошо не зборувај му и не додајај му собарања. Eliezer